Собранието на Република Македонија денеска во рамки на 78-та седница со 81 глас за, 2 против и 1 воздржан ја изгласа одлуката за формирање анкетна комисија за прислушкувањето. Анкетната комисија е составена од 16 членови. Председател е Петре Шилегов, а негов заменик Горан Мисовски. Комисијата ќе е составена од 16 членови, кои што двајца председател и заменик председател се од Социјалдемократскиот сојуз, уште двајца членови од нив поддржани, значи вкупно 4, 8 поддржани од страна на ВМРО ДПМН и коалицијата, 4 поддржани од страна на ДУИ и 2 поддржани од страна на ДПА и еден независен противник. Предлогот на комисијата беше доставен до собрание и на денешна седница беше изгласан составот на комисијата. Од редовите на ВМРО ДПМН предложени се Антонио Милошовски, Силвана Бонева, Крсто Муковски, Павле Саздов, Димитар Стевананџија, Лилјана Затуровска, Магдалена Манаскова и Владанка Авировик. Томислав Тунтев и Васко Ковачевски се предлогот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Талат Џафери и Ејо Прустеми на ДУИ, Ернат Фейзула на ДПА, а Роза Топузова Каревска е од редот на независните пратеници. Според Илиовски, пред анкетната комисија стои сериозен предизвик. Има предизвик пред анкетната комисија во насока на давање појасна слика за случувањата околу нелегално прислушкуваните материјали и околу нивното изјаснување, тоест прикажување во јавноста. Комисијата ќе треба во наредниот период да си направи деловник за работа и да почне со работа. Работата ќе се состои во тоа што нејзина должност ќе биде да повикува луѓе кои што смета дека се имаат допир и блиска, што се вика, допир со прислушкуваните материјали на овој или на оној начин и врз основа на разговори со нив да се обиди да стигне до да и расчисти некои работи околу целата да речам состојба во кој што се најде државата. Анкетната комисија се формира согласно договорот од Пржино за надминување на политичката криза и до крајот на јануари идната година треба да поднесе извештај.